Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојавте во уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Како што ви најавивме, денеска имам особена чест и задоволство да го поздравам во студиото министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство. Значи тоа се трите сектора. Лјупчо Димовски. Добро вечер, добре дојдовте. Одамна си имаме видено, бевте еднаш гостувавте на времето. Ако не се лажам, што беше тогаш кризата со тутунарите? Да, добро вечер. Значи, благодарам на поканата, а воедно благодарам за гостувањето пред 3 години во Јади Бурек. Зошто? Затоа што токму со таа емисија многу дилеми што ги имаше во јавноста околу тутунот, откупната цена, формирањето, вниманието на Министерството, владата и државата кон најизмачената категорија на земјоделци, тоа се тутунарите, се потврди на дело и веднаш после деновите од гостувањето во твојата емисија, почнавме да ги решаваме проблемите заеднички со Сојузот на Сдруженијата на тутунопроизводителите. Иницијатор на добрата волја, на успешната разврска со проблемот со формирање на откупната цена во тоа време на тутунот беше токму гостувањето во емисијата Јади Бурек. Господин Димовски, ме оставивте навистина без текст, ретко кој успева тоа да би го направи. Навистина ми е драго. Впрочем, ако имам и некоја идеја зашто ја правам оваа емисија и кога ги викам министрите, не е само за празно да направиме муабет, туку да биде на некој начин и еден работен состанок да ви пренесам мислење од гледачите, но многу ми е драго ако сум бил на некој начин дел од она тркалце за да се решат некои проблеми. Тоа е вистината, токму така. Па овие 2-3 години за волја на вистината нема некои драматични работи кои се случуваат. Дали работите со тутунарите, а и веќе кога вие го почнавте тоа, како стои состојбата со тутунопроизводството во Македонија? Што беа клучните проблеми, што е решено, дали сега ситуацијата е помирна, екзистенцијата на тие луѓе? Па, тоа е најранливата категорија на земјоделци на кој што лично јас посветувам особено внимание. Пред известно време бев на 50 годишницата од формирањето на Сојузот на тутунопроизводители. Ми беше многу драго да бидам повторно со нив во друштво во една релаксирана атмосфера, заради тоа што сега ситуациите се сосема подруги. Имаме стабилно производство на тутунот со добар квалитет. Во тоа време успеавме да го измениме законот за тутун, истовремено и правилникот за категоризација на тутунот по сорт, по квалитет. То имаше доста проблем во тоа. Беа 14, 15, сега ги сведовме на 4. На 4 категории. На 4 категории, со што вистинската вредност според категоријата или квалитетот на тутунот си дојде на површина, со тоа и откупната цена се стабилизира на задоволство на тутунарите. Оној кој што произведува тутун од прва класа доби, например, оваа откупна година, производна година 2012-2013 цена од 240 денари за килограм. И на тоа, ако ќе додадеме уште 60 денари субвенција за произведен тутун, тоа се веќе 300 денари за килограм тутун. Тоа е одлична вредност, односно сатисфакција за трудот. То ви рекле пуна капа, конечно, и за тие луѓе. Македонија е еден од ретките произведувачи, држава која што е од ретките кои што произведува ориентален сиднолистен тутун, тутун кој што се користи во производството на сите бленд цигари. За добивање на арома поубава, така? Тој високо ароматичен. Од 3 до 5% во секоја цигара се користи ориентален тутун. Со оглед на тоа дека најголемите компании во светот, од тобако индустријата, имаат своји компании кои што ги представуваат откупувачки компании, како што се Сокота Франа, како што се Alliance. Зборам тука за Филип Морис на цигарите, за British American Tobacco. Тие сите се присутни кај нас. Сите се присутни преку овие 2-3 огромни компании кои што имаат страшно големи инвестиции во Македонија. Но чекайте, мако не ми е јасна сега ситуацијата. Бидејќи приватни компании се тоа си ја откупуваат, они морат да се држат до правилата и прописите кои државата ги пропишала. Секако. Така, значи они не можат сами да се изнесат категории на квалитет на тутун, туку мора да се
жува до тоа. Државата не откупува тутун. Државата не откупува тутун, таа создава услови за производство и за откуп на тутунот и за понатамошна манипулација со тутунот, значи преработка негова или извоз и така натаму. Ние само го создадеме амбиентот, но исто време ги поддржуваме тутунопроизводителите заради тоа што како Министерство за земјоделство што би правеле друго ако не се грижиме за земјоделците. Истовремено ги поттикнуваме да со примена на посебни агротехнички мерки, подобра земјоделска пракса, да го зголемуваат производството, но исто време да го зголемуваат квалитетот, тоа е особено битно. Големите тобако компании го препознаваат квалитетот и точно го лоцираат својот интерес таму каде што има квалитет. Една од тие земји каде што има квалитетен ориентален тутун е Македонија. И не е без причина инвестицијата од приближно 30 милиони евра на Сокотап Франа, една од најголемите компании во светот кои што се занимава со откуп и преработка на тутун, да биде лоцирана во село Драгожане во близината на Битола. Наистина. Тоа е значи огромен капацитет кој што во најголема мера скоро 45% го откупува произведениот тутун во Македонија. Понатаму уште една компанија, Alliance One, која што е поврзана со British American Tobacco, е присутна во Квадрци, со исто така голем капацитет. Сето тоа е само потврда на добриот квалитет на нашиот ориентален тутун, но истовремено и на добрата бизнис атмосфера која што ја креира владата и ги создава условите да заинтересираните компании од оваков голем формат кои што се во Македонија да бидат лоцирани без никаков проблем да работат. Дали се и компаниите се задоволни? Еве, земјоделците се задоволни затоа што паметам дека имаше проблеми за откупни цени каде што откупната цена за килограм идеше за А класа 160-170 денари, тоа се буне, имаше протести, блокади и така натаму. Сега 240 денари со субвенциите околу 300 денари, ја на шега го кажувам полна капа, но дали се задоволни па овие компании со нивните секако, Јанко, значи Министерството дали е постигнат тој баланс, мислам, точно така. Значи Министерството настојува да биде партнер со сите учесници во производството и во откупот на тутунот. А не само социјален заштитник на една категорија, туку да го овозможи бизнисот да тече. Мораме да ги создадеме условите. Условите ги создаваме со закон за тутун кој што ќе биде прифатлив и за двете страни. И тоа е така. Мораме да го создадеме амбиентот за правилно и праведно вреднување на квалитетот на тутунот со негова категоризација. Секоја година посебни мостри се извојуваат кои што служат како урнек при проценката на тутунот. Со тие мостри мора да се согласат и тутунопроизводителите и откупувачите. Што ја постигнат таа согласност за квалитетот на тутунот, веднаш ќе се усогласат и за висината на цената. Добро, тој процес брзо оди? Па успеваме овие години на вистина на многу едноставен начин и за релативно кратко време тоа да го постигнеме. Не мора детали, но еве за јавноста поширока, значи тоа прилично успешно и брзо оди. Да напоменам, значи за овие 240 денари, тоа е само за прва класа. Прва класа, знам. Иначе просечната цена на тутунот е некаде околу 182-183 денари. За втора класа. Просечната цена за вкупно произведениот тутун, да. Така. И тоа е многу повисоко од што беше порано. Тоа е, па ако порано била едва 60-70 денари. Просечната сега може да. Добро, вака. Вечерва ќе разговараме, започнавме за тутунот, мене ме интересираат плановите кои се на Министерството, поточно на државата, на владата, во врска со земјоделието. А јас сакам потоа да го сегментирам на неколку основни прашања. Тоа ќе бидат субвенциите и во однос на производството и на некои други прашања. Увоз на храна, ниво на производство на храна, цените на храна и така натаму. Еве, првин да ви дадам вам збор што се плановите, до каде имате остварено, значи да ги одвоиме субвенциите, што се плановите на Министерството за земјоделство, водостопанство и шумарство за периодов. Што сте постигнале и што имате намера да понатаму? Значи, како и секоја сериозна влада и нашата македонска влада, приоритет, стратешка цел е
проширување на земјоделската површина која што и се обработува, зголемување на приносите по единица површина и нормално зголемување на земјоделското производство. Тоа мораме да го постигнеме заради тоа што Македонија има природни предуслови да биде добро развиена земјоделска земја. Во изминативе 6-7 години Добро. земјоделството веќе стана трет сектор во државата. После индустријата и услугите, земјоделството е третиот сектор, што е наша лична сатисфакција, заради тоа што во изминатиот период од 7 години се вложени многу напори. Многу енергија е потрошена, безброј ноќи не се отспиени заради тоа што сме ги поминали работејќи. Или во Министерството, или во владата. Или пак во градењето на релации и соработка, што е за нас особено битно, буквално со секој индивидуален земјоделски производител. Особено внимание на тоа посветуваме. И јас дефинитивно морам да кажам дека вратата на Министерството е во секој време отворено за било кој земјоделец доколку смета дека проблемот кој што го има може да го реши во Министерството. Не само во областа на земјоделството, за било кој проблем. Заради тоа што земјоделците во Министерството се обратејат и за посема десети проблеми кои што не се поврзани со Министерството. Дали се од лечење, дали од школување, не е битно. Но ние сме должни на тие барање да им излеземе во пресред. Заради тоа што тие тоа го заслужуваат и така само можеме да иградеме релациите. Сега, 2006 година, актуелната влада затекна би рекол, многу лоша ситуација во земјоделството. Како што се случи со приватизацијата на стопанските капацитети, на индустријата, слично нешто се случи во земјоделството. Сите оние земјоделски индустријски комбинати што ги имавме големи, Лозар, Црвена звезда, ама буквално секаде низ Македонија, сето тоа беше растурено. Или поделено, раскрчмено, упропастено и украдено. Сите вработени во тие земјоделски индустријски комбинати беа останати без работа. Најголем дел од работниците кои што биле вработени во индустријата, а која што заврши на таков начин како што заврши, беа исто така на улица. Оттаму земјоделството има таа важност од социјален аспект, заради тоа што понуди решение на тие граѓани, на тие лица кои што претходно имале засновано работа во било каде, да ја најдат својата екзистенција во земјоделството. И полека почнавме да ја развиваме политиката на распределување на државното земјоделско земјиште. Она што преостана. Земјоделското земјиште е ограничен ресурс. Македонија не е голема држава, има толку површини под шума, под езера, под вода, пасишта, земјоделско земјиште. 60% од земјоделското земјиште во моментов е приватно, 40% е останато државно. Ние со тој ресурс можеме да располагаме и да им излеземе во пресред на земјоделците или на граѓаните кои што сакат да се занимаваат со земјоделство праведно и правично, да им понудиме под концесија земјоделско земјиште да го земат да го обработуваат до 10 хектари. Ќе направиме споредба. До 2006 година од вкупното земјоделско земјиште во државата се распределија 95.000 хектари на само 412 лица. Дали физички, дали приватни, сеедно, дали стопански субјекти, сеедно. Значи, 95.000 хектари на 412 лица. Од 2006 година, односно 2007 година, кога почнавме со распределбата на земјоделското земјиште, до денес имаме ние распределено околу 65.000 хектари на над 7.300 земјоделци. 65.000 на 7.300, 95.000 на 412. Цели планини, полења биле распределени на многу мала група на луѓе. Ние одевме во спротивна насока. Секому до 10 хектари. Да може да обработува, да може да подигнува дали овошни насади, дали лозија, дали да се занимава со градинарско производство, дали да обработува земја со пченица, со житарици, сеедно.
И понека доаѓаме до крајот на таа распределба на земјоделското земјиште заради тоа што кажувам дека тој фонд е ограничен. Останате се отприлика 7 до 10.000 хектари и уште е одредена површина која што има Тоа е државно земјоделско земјиште. Добро. Кое што има правни оптеретувања со наследства, со хипотеки, со многу оптеретувачки околности кои што на Министерството не му дозволуваат да може и тоа да го распредели на заинтересираните лица. Истовремено се одлучивме и за мерката за поттикнување на развојот на земјоделството, односно за креирање на програма за финанска поддршка во земјоделството. 2006 година имаше дефинирано како финанска поддршка отприлика 5 милиони евра. Добро, тоа не е помалку или повеќе познато. И направивте радикално агресивна политика во поддршката. Дојдовме до оваа година да имаме 135 милиони евра субвенции за земјоделие. Не. Значи, мораме да направиме дистинкција, односно, значи, ние го поттикнуваме земјоделството со директните плаќања, односно финансиската поддршка, но истовремено во овие 135 милиони евра имаме уште една програма, тоа е програма за финанска поддршка на руралниот развој. Затоа што ние го изгубивме селото. Мораме да ги вратиме луѓето назад, за да може да се занимава, а за да ги вратиме назад мора да им обезбедиме услови. Значи, ги врзуваме и земјоделството, и руралниот развој, односно селото, за да можеме да им создадеме оптимални услови на луѓето да можат да обработуваат земјоделската површина. И сега во овие 135 милиони евра за 2013 година, што до година ќе бидат 140 милиони евра, а 2015 145 и 150 за 2016 и 2017 година, согласно со 5-годишната национална стратегија за развој на земјоделството и финансска поддршка на земјоделството. Секако? Ќе ја зголемуваме таа поддршка, но истовремено сега пак отвараме нови проекти кои што ги условуваме, со кои што ги условуваме земјоделците. Да. А тоа е следново. Добро, ние до сега поделивме толку средства за субвенционирање, со што се подигна производството на земјоделските производи, но истовремено сега ќе ви условиме со примена на добра земјоделска пракса. Понатаму ќе условиме со други услови за да ги добиете субвенциите. Зошто го кажувам ова? Зошто го бараме? Заради тоа што нам ни треба зголемување на земјоделското производство. Така. Ја се извинувам, еве ви дадов 10 минути, зборевте без да ве прекинам. Само ви климав со глава, но веќе доаѓам, морам да ве потпрашам тука. Еве, зборуваме за зголемување на слободно напите се, ке имам ја што да ви кажам. Значи, вие велите, го зголемивме земјоделското производство. Според оние статистики кои излегуваат, што од опозиција, што неутрални и така натаму, зголемување на земјоделското производство значајно нема. Точно е дека многу вложува владата и тоа се чувствува и земјоделците задоволни и така натаму, но повеќе како социјална мерка, одошто како сериозно зголемување. Ние немаме зголемување во извозот на храна, според статистиката, а според податоци кои ја ги имам. Сега го вие дебатирате, ќе дебатирате на ова. Прво, тоа е една работа. Втора работа е овие мерки пред се некако испаѓаат како да се социјални мерки. Поточно, испаѓа дека овдека ги спасуваме малце од беда и сиромаштија луѓето. Не велам дека е лошо. Не велам дека е лошо. Но кога даваш социјална мерка, многу не се враќа после во овако. Ме интересира тој баланс. Значи, ви поставив две работи за кои сакам да чујам ваше мислење. Нивото на производство, нивото на извоз и субвенциите како социјална мерка, дали државата веќе конечно има бенефит од такво нешто? Што е конечната цел? Еве, до кога ние ќе го субвенционираме, или, например, до кога ќе го субвенционираме ние земјоделството? Нели? Може би треба повеќе пари државата да насочи во стопанството, во мали предпријатија или не знам сега, зборам на памет, но еве, кога ќе може? Јас знам дека во светот повеќе од сериозните држави го субвенционираат земјоделското производство. Но ќе ви кажам зошто го потпрашувам ова, ќе ви се надополнам. Ај кажете ми првин сега за ова што ви го кажам.
Прво, не се согласувам дека субвенциите се социјална мерка, далеку од тоа. Добро? Значи, лоша перцепција ме за субвенционирањето. Знаете зашто од каде потекнува? Потекнува од она што велевте, да ги спасиме луѓето, да можат да овакво, значи спасување, едва и производство, крпење, крај со крај, сето тоа е. Во моментот, значи, но сега повеќе не е така. А не е сега повеќе така. Еве, значи, викаш дека немаме зголемување на извоз. Добро. 2006 година извозот на земјоделски производи, нарочно го напоменувам ова, добро, изнесуваше 242 милиони евра. А сега? 2012 500 милиони евра. Колку е последниве 3 години? Значи, рапидно се зголемува. Секоја година рапидно ви се зголемува. Добро. Значи, по основ на извоз од само 2 години, односно од само 1 година, сите вложени средства преку субвенциите се исплатени. Јас тоа го кажувам не социјална помош, не покривање на трошоците, на дел од трошоците во земјоделското производство, туку една многу добра инвестиција на државата во земјоделството. Сакате да ми кажете дека луѓето кои кога сте почнале да ги субвенционирате, кои биле на рапно исчезнување, затоа што и премиерот истото го велеше. Ние, вика, и вие што го кажувате истото, го изгубивме селото, едва и преживуваа селаните. Така, значи првим почнува тоа како социјална мерка. Вие сметате ли дека тие луѓе денеска веќе не се социјални случаи? Предпоставувам дека за да добиеш ти субвенции треба да имаш фирма, треба да имаш транзакциона сметка и дали состојбата е тука подигната на едно повисоко ниво? Проекти кои што ги имаме во владата и се уште ги применуваме е давање на државно земјоделско земјиште на продолживање. Што значи тоа? Бесплатно. Јас сум социјален случај, немам средства за екзистенција, не можам да најдам работа, не можам да се прехранам, не можам да го обезбедам семејството. Добро. Државата излегува пресвет на такви случаи, им дава на 5 годишен период бесплатно користење на на државното земјоделско земјиште за производство на земјоделски производи. Но не се сите земјоделци на тоа ниво. Само малку. Значи, тоа се најранливата категорија на граѓани во државата на која што им понудивме надеж. Така. Особено во Свети-Николскиот регион, во Овчеполието. Следиме сега. Значи, ми беше најголемо задоволство веднаш после завршувањето на изборниот циклус, кога добивме согласност страна на Државната комисија за антикорупција да можеме да ги продолжиме постапките, да ги подпишам договорите со до пред 5 години плодоуживателите, а сега веќе редовните концесионери. Значи, од плодоуживатели ги трансформиравме во закупци. Тоа е, значи, веќе изграден земјоделец, кој што веќе сака професионално да се занимава со земјоделство, да го вади левот, значи екзистенцијата е наша во земјоделството и повеќе не му треба да биде плодоуживател заради тоа што може преку својот труд, преку производството кој што ќе го добие, да го покрие трошокот кој што е потребен за плаќање на закупот кон државата, да ја плати надоместокот за вода, да ја плати сите оние потребни работи што се кон државата и нормално да остане. И веќе на кое ниво се? Дали тоа веќе се го возможија? Токму така. Значи, сакам да кажам, дали имаме примери каде што тие случаи веќе се трансформирани во редовни, во индивидуални земјоделци. Ова е одлично. Немојте погрешно да ме сваќате ни вие ни гледачите, зошто го зборам. Еве ќе се открие низ разговорот кон што целам. Значи убаво е што им помагаме на народот, што им помагаме на селаните. И сега доаѓаме до она прашање. Колку се они кадарни како производители да произведуваат врвни производи со врвни приноси? Бидејќи, нели, кога остануваме само едва и да ги покриеме трошоците, он само преживува, државата одвојува средства, мои, наши, ваши и така натаму, имаме статус кво ситуација. Работата е, дали веќе
ја не зборам сега за некои ригорозни мерки да им се одземаат или така натаму и така натаму, но не може секој социјален случај што живее на село и да биде земјоделец да произведува квалитетно, да произведува, не знам, органско, да произведува со врвен квалитет, да ги зголемува приносите и така натаму. Мислам дека малку време многу помина за да излеземе од тињата. Ајде и тоа да го расчистиме. Ајде да го расчистиме. Значи, не може секој земјоделец што се декларира дека е земјоделец да добие субвенција ако не исполни одредени услови. А вие со условите им ги подигате стандардите? Токму прво, значи мора да има минимум површина. Така? Тоа не може да биде на бабче па да добие субвенција. Значи мора да биде 3-4 декари, најмалку. Во зависност од земјоделските производи кои што ги произведува. Како се зголемува површината, така степенесто пак се намалуваат субвенциите заради тоа што пак некој што има поголема површина. Да се разбереме, ова не важи само за оние корисници на државно земјиште, туку за секој земјоделец. За секој земјоделец, да, за секој земјоделец. Значи, во тие случаи се намалуваат субвенциите степенесто во проценти и најголемиот значи, земјоделец кој што има најголема површина не може да ги земе субвенциите во процент во подизнос. Тој ги земе субвенции, добие субвенции, но не како оној што има, например, до 10 хектари. Тој ќе земе 100% субвенции. Оној што има повеќе, поголема површина, тој постепено ќе му се намалува во проценти субвенцијата, но секако ќе си ги добие. Исто така, оној што нема доволно површина, не може да аплицира и да добие субвенции. Што е целта конечно со субвенции? Значи, покривање на дел од производните трошоци во земјоделското производство. До кога и до каде? Што е планот? Тоа Што мора е да идејата? продолжи. Тоа не може да застане. Тоа е во Добро, тоа ме интерес на интересува. државата. Тоа е во интерес на народот. На народот му треба храна. Ние мораме да произведуваме храна. Ние сме предодредени да бидеме добро развиена земјоделска држава. И имаме предуслови, не за сите култури, да се разбереме. Не може Македонија да произведува се, таа илузија треба да се избие. Така. Не може Мен за Македонија, пиво не сме ние баш некој нити подред. пак пченица, например, да ги задоволуваме потребите. Климатско посвоените услови не се такви како, например, во Војводина. Не е до прашање можеби сортите? Не. Јанко, Поднебијата, а? просечниот принос на пченицата, за пченица зборуваме, во Македонија на 1 хектар е отприлика од 2,5 до 2,9 тони. Да, а во Војводина е негдека 5, 6, 7 тони. 9 сега. Сега. Има задруга компанија во Кумановскиот регион, во Клечовце. Обработува површина и тоа 4-5 категорија 1050 хектари. Со најсовремена механизација, трактори невидени за македонски прилики, со сателитска навигација, се тракторите, заради тоа што сите брази треба да биат како што треба. Ако избега тракторот, го враќа сателитот назад, пак да, значи на GPS системот, со најквалитетна примена на заштитни средства и со примена на добра земјоделска пракса, вади принос од 7 тони на единица површина. Тоа сакаме да го постигнеме во Македонија. Значи, користење на најсовремени средства. Значи, во суштина е дигање на општото ниво. Прво, предпоставувам дека користат врвен семенски материјал, користат врвна технологија и вработени... добра земјоделска пракса. Тоа е приватна компанија, рековте? Приватна компанија. Како рековте се вика? Не реков дека се вика. Се извинувам. Како се вика, не е добро да ја споменам. Добро. Значи, предпоставувам дека вработува врвни инженери, агрономи. Од Клечовце. Океј, нека име честито. Мене ми е драго. Сакам како позитивен пример, нели веќе кога го посочивте, не да рекламираме и така натаму. Но предпоставувам дека врвни агрономи, врвно знаење се користи, не е се во машините, туку и во знаењето и начинот и така натаму. И во посветеноста, во тоа што ако се избрало да се занимава човек со земјоделство, тоа да го работи како што треба. Импровизации во земјоделството, тоа значи, ако се погоди годината, ќе има добар род. Ако не се погоди годината, нема да има род. Дали начинот на државното субвенционирање ги поттикнува земјоделците?
прво да се образуваат, да учат. Кога зборам земјоделците, јас се извинувам. Вие не субвенционирате само земјоделци, субвенционирате и сточарство. Да. Јас се извинувам, земјоделие и сточарство треба заедно да го користам ова. Како водовод и канализација, ако кажам, ќе биде лош пример. Да. Кој ќе биде водовод, кој канализација. Шега на страна. Значи, мене ми е целта, сакам да разговарам, бидејќи поттикнувате исклучително домашно производство. Наши луѓе, домашни луѓе. И тоа е еден мачен процес. Тоа се многу средства. Да не испаднат тие средства дека се фрлени. Дали нивото на другите земјоделци кои ги субвенционирате едноставно ги поттикнува, дали растат, или ние имаме менталитет кај баш ми е гајле, еве ги 4 декара, сеја ќе си ова, ќе си накарам, ќе ми плати ова државата, дали сум пласирал, дали сум извезол, баш ми е гајле. Ние имаме да се задоволиме со една средна плата, да мрчиме постојано, но да си чекаме од државата. Мене тоа ме плаши. Обично, знаете зошто? Затоа што во времето на кризата, кога беше најголемата криза, јас ги користам намерно тие податоци застарени, за да ги извадам од атрактивност. Еве, добив податок дека во времето на криза, иако имаше субвенционирање, немаше зголемување на производство на, не знам, овошје, на ово, на она земјоделски производи, извозот опадна заради кризата и така натаму, но за субвенционирани гранки, како што е кондиторски производи и производство на газирани пијалоци, отиде нагоре. Значи, зошто? Затоа што овие се несубвенционирани, мораат да се снаоѓаат, мораат да мислат, нема криза за нив. И едноставно пазарот ги тера луѓето да бидат покреативни. Јас сум од оние либертаријанци кои што смета дека државата можеби треба да интервенира до еден сегмент и потоа да се повлече, нека се насочи на друга страна, а ова веќе замаецот кога ќе го фати, нели, да ги тера нив предприемачкиот дух, да ги тера да станат побогати, да заработат повеќе, со тоа што ќе инвестираат повеќе во своето знаење и во своето производство. Дали е земјоделско или сточарско. Јанко, тоа ми е тезата. Има многу богати имотни земјоделци кои што би рекол наместо со мотика работат со глава. Не е важно како. Земјоделството е голем предизвик за државата и враќање или отстапување од политиката на субвенционирање нема. Било кој да е, мора да продолжи. Так. Исклучително е важно не за земјоделците, за државата да се задржи овој тренд. Затоа ние, минатата година кога ја подготвувавме таа национална 5-годишна програма која што ја споменав, внимававме кои земјоделски производи ќе ги субвенцираме повеќе, кои помалку и на кои сектори поголемо внимание ќе посветиме. Што одлучивте? Значи, прво... Вака еден пресек општо. Прво, ќе го земам примерот со виното. Добро. Имаме страшно голем проблем со виното. Каков проблем е тоа? Немаме вино. Ние имаме многу вино ни останува, а у суштина немаме вино. Значи, што е тоа што немаме? Трета година поред како Македонија исклучително успешно се справува со виното во период на глобална финансиска должничка криза, ама и винска криза исто така, каде што постои многу остра конкуренција и од земјите произведувачи на вино од третиот свет, значи Јужна Америка, Африка и така натаму, со огромни количини кои што ги имаше дури од Австралија на пазарот во Европа, ние успеавме да ги разработиме каналите да буквално до капка го продадеме вкупното наше производство на годишно ниво, кој што се движи од 90 до 120-130 милиони литри. И оваа година, уште во март месец, почетокот на март месец, ние ја потрошивме квотата за 2013 година на безцарински извоз на вино на пазарот во Европската Унија. Односно во Германија како најголем потрошувач на македонското вино. Сега сме во таква фаза да нашите танкови се суви, би рекол, во очекување на новата реколта на грозје, кога што би го откупиле грозето и повторно, значи, би започнал циклусот на производство на вино. Тоа е добро. Меѓутоа, паралелно со ова, ние го зголемивме и извозот на флашираното вино. Кој што не само во цистерни. Да. Нашето стандардно. Да. Значи, сега и така го зголемивме процентот.
Како го направиме тоа? Значи се одлучиме, размислуваме во Министерството, дадовме предлог во влада, разговаравме повеќе пати дека е добро да ги покриеме трошоците во делот на амбалажирањето на виното за винарските виспи. До, например, 6 денари од литар. Таман толку колку што може да ги покрие тие трошоци, етикета, задна, предна, ПВЦ капсула, плутана, флашата исто така. До толку им треба, им беше потребна на визбите за кои се перцепира дека се богати, дека се да им треба таква државна инекција? Тоа се 10 центи, отприлика. 10 центи во тој бизнис се големи пари. Па тоа зборам. Ама нели кој ќе земеш на литро и кој ќе земете, колку пари одвоивте за тоа? Значи Милиони, предпоставувам. Не. Ние многу пари добивме како држава од извозот на виното, заради тоа што даривното вино во овој момент има цена некаде од помеѓу 30 и 45 центи, во зависност од квалитетот. За наливно зборувам. Додека за флашираното вино, тука се други цени. Евро и пол, 2, имаме вина и со 22 евра извозна цена. Една флаша. Но сушто. Значи, Јанко, достигнуваме квалитет во виното, да можеме да конкурираме. Ние и онака сме добри во производството на вино, но сега и да ни се признае тоа преку цената. 22 евра извозна цена на флаша вино. Тоа е одлична цена. Како да кажем, се големи пари. 50 евра, истото тоа вино македонско, е во супермаркетите во Загреб, во Хрватска, например. Значи, успеавме да ја разбиеме фамата за тоа дека ние не можеме и не знаеме. Знаеме и можеме. А имаме ли сорти? Често се збореше дека ние, не само за вино, генерално ние имаме лоши сорти на јаболко, лоши сорти на праски и така натаму. Сорти, не зборам лоши, туку генерално заглавиле со децении традиционално, а има многу подобри кои даваат многу повеќе плодови, кои се нови хибридни сорти. Јанко, значи имаме дали таа промена и тоа се случува? Еве ти пример еден. Значи се засадил на времето во Кавадарешко, од Тиквешија, италијански рајнски ризлинг. Добро. Ај што е рајнски, значи од Германија, па и италијански, па во Тиквеш. Добро. За што зборуваме? Не знам. Кажете ми вие, тоа е добро или лошо? Тоа нема врска. А нема врска, добро. А што треба кај нас? Смедеревка? Смедеревката е добро грозје заради тоа што дава богат род. Да, ако ќе го стават у шише од разреđivaч, не е баш многу атрактивно и ефтино за 80 денари да го купиш само после ќе наливно. Не зборам за тоа. За производството на одредени видови на вино, како база, се зима... За мешање, блендет како цигарите. Токму така. Сега, значи, кога го имавме примерот со виното... Сам ми кажавте, најголемиот профит, најголемото е тоа кога флаширано вино го продавате толку скапо. Значи, нам тенденцијата треба во виноропроизводството да ни бидат флаширано, готов производ, а не цистерни да ја извезуваме. За тоа ни треба време. А за да добиеме, да го статиме тоа време... Што ни треба време? Зошто ни треба време? Затоа што... Треба нови сорти. Не може све преку ноќ. Во земјоделството ништо не може полека. Знам, особено нели нов лозов насад треба 10 години додека да дојде до... Значи, она што ќе се сади кај лозоропроизводителите мора да биде во договор со винарските визби. Затоа што ако винарската визба не сака таа сорта на гроздје, зошто да сади? Така. Затоа инсистираме ние на договорно производство. Значи на врзани договори. Планско производство. Да не ја развиваме темата за лозето и за виното, многу ќе ни одземе време, но го наведов примерот со виното за да направам паралела со преработувачкиот сектор, исклучително битен за нас. Добро. Значи, Македонија има добри предуслови за производство на градинарски производи. И тие градинарски производи често пати нашите земјоделци, уствари редовно, не често пати, ги темпираат во созревањето сите во исти период да бидат со својата понуда. И после им паѓа цената. Токму така. Значи, во тие шпицови инсистираме прво да се направат договори за продажба на земјоделски производи во преработувачки сектор.
Затоа ги стимулираме земјоделците со дополнителна субвенција. Не оди на пазар. Може да се произведува и за на слободен пазар, но да се има сврз договор со преработувачкиот сектор. Зошто кажам ова? Значи, ги стимулираме да го предадат производот во преработувачки сектор, кој што ќе го прими, ќе го амортизираме вишокот пазарен на производи, ќе одржиме цената, а истовремено ќе го ангажираме секторот кој што ќе ги преработи тие производи. Сега тука се работници кои што треба сето тоа да го одработат, значи ги запослуваме нив. Па ја врзуваме и стаклената индустрија со амбалажата, па со затварачите, па со етикетите, па со палетите и така натаму. Значи цел систем на пратечки дејности кои што се врзани за преработката еве на корнишони. Пример. Второ, корнишоните така амбалажирани, спакувани, тие не мора да се продадат за 2 дена да се плашиме дека тоа може Второ, ние има веќе долг рок на траење, така. Ние веќе то даваме нова вредност во земјоделските производи. Не ги продаваме сега за 10, за 15 центи, сега ги продаваме за 1 евро. Значи, дополнителен бенефит, полза од сето тоа има и државата, има и преработувачкиот сектор, и сите кои што се вклучени околу него, и сите што се вработени во него, и на крај и самите земјоделци. Сега, за да сето тоа биде, ние имаме посебна агенција за поттикнување и развој на земјоделството. Не е тоа ова платежнава агенција, тоа е агенција за финансиска поддршка на земјоделството. Ова е агенција за поттикнување на земјоделството, каде што на сите земјоделци им нудиме бесплатни совети. Едукација. Многу е битна за нас. Едукација. Ова е во се извинувам што ви се уфрлам. Значи, ама за да разбереме во суштина ова е за да не дојде до она што го слушаме. Вишок на производство, останало на во бавчите, несобрано, ниска цена и така натаму, затоа што комшо, што продаде ти, продадов зелка. И годината, наредната година и тој зелка уште петорица околу него и има вишок на производи, после останува несобрано и така натаму. Дали сме слушнали изминативе години да се случи тако нешто, да се продават производи? Значи, токму ова сакам само на поедноставен начин да им го објаснам на гледачите. Значи, овие се механизмите кои државата ги прави за да не дојде до такво нешто. Бидејќи имаше пред 10 години имаше една проценка, беа израелците тука, века дека на нашите само во Струмичко останувало $1 милијарда несобрано, скапано, неприбрано и така натаму. Многу големи пари. Да, големи пари. Сега дали за цела Македонија и така натаму. Добро, тоа беше некоја општа проценка според цени на нивниот пазар колку би биле тие производи. Ме разбирате? Така да тоа се Добро. Помало продажни цени таму на израелскиот пазар можеби. Можеби. Иако морам да напоменам, Јанко, значи Министерството има изградено одлични релации, односи со Министерството на државата Израел за земјоделство, значи, во каде што во моментов имаме канцеларија на агенцијата Машав. Зошто со нив? Затоа што се они на врвот во светот за земјоделството. Од капка по капка па наваму пустиња направија плодна почва. Една од 7 држави во целиот свет која што е повластена да има канцеларија во министерство, тоа е тука овде на 50 метри од вашето студио, канцеларија на Машев во министерството со експерт кој што е 3 години ќе биде во Македонија и со кој што започнавме веќе во средното училиште во Свети Николе, земјоделско училиште, да градиме еден наставно-опитен центар, да може значи учениците да се едуцираат што значи тоа производство на сертифициран семенски и посадочен материјал. Господине министре, мораме да направиме кратка пауза. Би сакал само на гледачите да им кажам. Телефонски јавувања бидејќи нема да има, затоа што многу време ќе изгубиме, но затоа прашања на министерот во последните на крајот на емисијата ќе може да му поставувате преку мојот Facebook профил. Еве вие првата вест е тука дека министерот Љупчо Димовски, режијата молам компјутерот. Да, значи веста ви е тука дека министерот Љупчо Димовски е гостин вечерва, кои ќе бидат темите на разговор, што ќе опфатиме и прашањата.
Што се однесува до прашањата, бидејќи гледам поединци земјоделци се интересираат за прашања за субвенциите, кога ќе биде исплатено, нема да одговараме за секоја субвенција што доцни, кога и како, еден општ одговор, но веднаш по паузата. Бидете така. Повторно во живо од студиото на Јади Бурек. Министерот Љупчо Димовски е тука, министер за земјоделие, шумарство и водостопанство. Со него разговараме субвенции. Разговаравме од прилика, многу време ни одзеде филозофијата, идејата, некои мои подпрашања. Би сакал сега малце по-конкретни да бидеме. Прво конкретна работа е она што ги интересира корисниците на субвенции за доцнењето. Некои субвенции не им стигнале, исплата, не исплата. Може ли едно општо одговорено прашање за да не идеме детал по детал, бидејќи не ќе можам секого посебно, еден за арпа, друг за пченица, трет за ова, четврт за она и така. Што е проблемот и што некој не му се исплатени субвенциите до сега, субвенциите, кога ќе ги исплатите за ова, кога за ова? Законскиот крајен рок за сите субвенции е 36. И до тогаш, како што било до сега, така ќе биде и ова година, ќе бидат исплатени субвенциите преку Агенцијата за финансиска поддршка и развој на земјоделството. Сакам да напоменам, ова е многу битно, знам дека и земјоделците следат твојата емисија. Значи, ние направивме со сите форми на здружување на земјоделците договор, заедно со платежната агенција и со Министерството за финансии да направиме на динамика на исплата на субвенциите по мерки, односно по култури. Во период кога тоа на земјоделците најмногу ќе им одговара или кога ќе им бидат најмногу потребни тие средства. Да се купи ѓубриво, да се обезбедат делови за машините и така натаму. Сме во финална фаза околу сето тоа и сметам дека субвенциите кои што ќе се исплаќаат врз основа на програмата за финансиска поддршка за 2013 година ќе бидат врз основа на таа договорена динамика. Значи, институциите на државата, Министерството 2, платежната агенција и секако сите форми на здружување на земјоделците на барање на земјоделците. Сметам дека е исправно нивното барање и никогаш не сме вршеле ни од наша страна отпор. Не може сега него да не се чека последниот момент, така? Дефинитивно, па и до сега богами најголем дел од субвенциите се исплатени, но ќе настојуваме што се вика во следниот период да имаме на таква динамика по мерки или по култури на земјоделски производи да ги исплаќаме субвенциите тогаш кога ќе бидат најмногу потребни или од прилика за да не се кочи, не знам, избори имало или ова имало и така натаму од политички причини да не страда. Добро. Еве следново што сакам јас да ве прашам. До сега државата беше исклучиво свртена кон домашното производство и домашните производители. Давање под концесија, нели, први на бесплатно користење, сега на концесионирање, утре и откуп ќе има на тоа државно земјиште од страна на оние кои ќе станат земјоделци, претпоставам под одредени услови ако нели треба да напредува. Океј, мене следново ми е. Ние како држава и вие како влада имаме една генерална политика да привлечеме странски капитал. Во земјоделието ја не сум видел странски капитал освен откупниот центар во Струмичка кој го направија хрватите, ако не се лажам, така. Американците уште немаат никако и така натаму, они вербално многу не сакаат, но ништо слично да изградат и така натаму, што и би било исто фантастична работа, они се знаат. Тој мал мој цинизам кој стално им го испраќам, нели, колку сакаат да ни помогнат. Еве викам што можат минимум да помогнат за нивните супермаркети со здрава, органска и чиста храна за која толку кукаат. Мене ме интересира сега следново, ми е поентава. Поентата ми е да дали ние имаме во план на влез на странски компании кои се занимаваат со земјоделие. Дали исклучиво ќе идеме на индивидуалци или не знам компании кои се средни и така натаму претежно домашни. Дали странски компании
ќе бидат мотивирани да инвестираат во Македонија, во земјоделство, да добијат земја, да произведуваат, како што рековте во Куманово, тоа е осамен пример, не е често, но предпоставам дека они ако дојдат со нивното ноу-хау, под услови кои нели државата би ги поставила, како што им ги поставува во безцаринските зони, нели Бунарџик, ваму, таму и така натаму се градат фабрики. Зошто не и во земјоделието? Има големи компании кои можат многу да вложат и да направат и да вработат многу луѓе. Вака, значи странски компании се присутни во Македонија во земјоделството, но тоа е во помал обем и тоа се компании кои што претежно се занимаваат со одгледување на долгогодишни насади, лешници. Тоа се италијански компании кои што имаат своји Нутела во Македонија или маслинки во Дојранскиот регион. Има и во други региони, но тоа се чешки, например, со релативно мали површини, од 50 до 200 хектари. Јас зборам сега за компании кои сериозно би фигурирале на компанија кои што е присутна овде е сериозна компанија, ама е со мала површина. Така одлучиле. Значи ние не да го ограничуваме. Да, ма немате кампањи како за индустријско производство, за Бунарџик и така натаму и така натаму. Зошто? Немате ли земја што да се понуди или што е причината? Или немате таква политика во моментов? Немаме некоја голема површина блоковска на земја. Имаме ние проблем со земјата. Накратко ќе го објаснам да малку покасно, ако има време. Не, ајде објаснете го сега. Македонија има многу расцепкана, фрагментирана земја, која што не нуди економска оправданост за обработување, таа мора да се окрупни. Па добро, на времето нели тоа беа Зик, Пелагонија, Скопско поле, па не знам таму. Да, ги расправдавме, ги дадовме, ги поклонивме и така натаму остана ситното. И се зезнавме заради тоа? Да, и сега тоа ситно, значи тоа било под 2006, веќе напоменам, значи сега преку новиот закон што е донесен во собрание за формирање на земјоделски задруги или кооперативи. Ама само на интересна основа, на интересно, доколку се најде интересот во сето тоа ќе се најде. Зошто? Ќе го окрупниме земјиштето. Токму тоа. Многу голем еден комбајн полесно му е на една голема парцела, да, не може да сврти, јасно. Значи, земјоделски кооперативи, на кои што им нудиме, прво ги делиме на два вида, значи помали до 19 членови и на 19 поголеми. По-ефикасно и по-економично ќе го обработуваат земјоделското земјиште. Ќе ангажираат механизација. Патем да кажам, ние во овие изминати години многу средства инвестиравме во обезбедување на земјоделска механизација за земјоделците, заради тоа што 50% од трошоците ги покривавме ние. Се со цел да се модернизира земјоделската механизација. И се модернизирали? Да. Ево кажувам примерот, значи ако имаме ние сега пример за земјоделски комбинат кој што има земјоделска механизација со GPS уреди, со сателитска навигација, ако имаме John Deere дилери во Македонија, од кои што земјоделците, македонските земјоделци купуваат механизација, значи тоа не може наеднаш, но постепено уште повеќе ќе го модернизираме возниот парк, што би рекол земјоделски. Впрочем, како дел од нашето сакање или желба, што повеќе да им помогнеме на земјоделците, дополнително во ИПАРД програмите направиме четврта модификација во која што се договоривме со представниците на DG Agri во Брисел да биде прифатена програмата за набавка на земјоделска механизација со европски пари. Значи сега да не ги трошиме буџетските пари за... И кому ќе ги давате? Ќе ги рентате на секого посебно? На кој ќе ги добие? Земјоделците. Земјоделците кои ќе аплицираат за тоа? Кои ќе аплицираат со тоа што 50% од трошоците ќе ги покриеме ние. А 50%? 50% тие. Значи ако кошта еден трактор 10.000 земјоделецот. 5.000 евра ќе така, и он ќе вложува. Да, а 5.000 ние. Така. Со тоа што и до сега беше така пола-пола го викаат земјоделците тоа, но сега ние еден дел од средствата од
од националните средства, буџетот, од програмите наши, ќе ги ослободиме, заради тоа што до сега ги трошиме за механизација, А сега? а за сметка на тоа ќе ги вклучиме европските пари, кои што ќе ги трошиме за механизација. Значи, таа е четврта модификација со која што ни се овозможи покрај останатото да може да се набавува и механизација. Значи, велам, мора да се случат тие работи, се случуваат. Значи и модернизирање и окрупнување. Да не се расплинуваме, пак изгубиме време, има многу прашања. Што правевте со господинот Волерц со пченката? Излегоа низ цел свет дека се работи за генетски модификувана насади посеви. Добро. Значи, тоа е проект на USAID. Добро. Тоа е Што се насади таму? Што се посе? пченка. Пченка. Значи, USAID е долгогодишен партнер на Министерството во делот на земјоделството. Добро. И ние имаме реализирано многу проекти на задоволство и на нас, но и на самите земјоделци. Овој проект беше во Пелагониско и во Тетовско. Добро. Проектот е за подобрување на приносот на пченката во овие региони. Што значи тоа? Што значи тоа? Примена на добри агротехнички мерки и воведување на систем за наводнување капка по капка. Семе? Она новосадско. Новосадско. Две сорти семења. Значи, ве молам, нема никакво генетски модификувано семе. Молам, тоа е многу сериозна тема и не е убаво да се шпекулира. Нема ГМО. Господине министре, ако вашето министерство е сериозно и следи што збори, што мисли и што пишува јавноста, вие ќе бевте сериозно алармирани. Ја велам, губите малку тач, бидете малце, бидејќи народов е изваден од памет. По социјалните мрежи, по порталите, значи не зборам само рекла казала ние на Фејсбук што си збориме. Збориме на портали, збориме значи новинари кои самостојно истражуваат и така натаму. Поврзани со други центри од цел свет е преполно со податоци дека во Македонија се внесува семе од кој е генетски модификувано и дека во Македонија на мала врата тајно почнува да се одгледува генетски модифицирана храна. Дали ме интересира, ја го читав службениот вестник, ми го испратија законот од пред неколку години кој е донесен во собранието 2008 година, закон за ГМО. Закон за ГМО. Ја не знам да го протумачам. Тоа е една, како да кажам, реторика, онаа правна, во која се забранува ГМО во случај на ова и ја не знам дали е тоа. Ако ми дозволиш да објаснам, значи А народот е уплашен. Да не ви кажувам зошто е уплашен и не сака, нема расположение за ГМО во Македонија. Тоа е многу сериозна тема. Да. Ја би сака малку да посветиме внимание. Но исто времено, да ни рачистите. лично сум засегнат со ова што се спомна заради USAID, заради тоа што ние многу внимаваме на тие релации. Така. Значи не станува збор за ГМО пченка. Дефинитивно. Семето е од Институт за семе од Нови Сад. Проектот е подигнување на производството. Тоа е хибридно семе, претпоставувам. Хибридно семе, тоа не значи ГМО. Да, хибридно и ГМО е огромна разлика и ве молам тука да не мора да се замараме. Воведување на систем за наводнување капка по капка, наместо да имаме 3 тони на хектар принос, имаме 7 тони. Точка. Одлично. Второ, жал ми е, меѓутоа, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не е надлежниот орган, институција кој што ја има контролата врз ГМО. Го прочитавте законот, тоа е закон за ГМО и таа надлежност има Министерството за животна средина и просторно планирање. Но преку нив иде семенскиот материјал и тој материјал кој се... Тоа е толку една широка тема. Многу нема да ширам. Добро. Ќе се задржам на основните елементи. Евентуално 5%, ако воопшто така може да каже, надлежност има Министерството за земјоделство преку Државниот инспекторат за земјоделство, односно фитоконтролата, околу управата за семе и семенски материјал и еве да речем Агенцијата за храна и ветеринарство, заради тоа што таа ја контролира храната. А што вели законот? Дозволено ли е ГМО во Македонија? Значи, каде не е дозволено ГМО? Само во Австрија.
Во Унгарија им ги запалија полињата, ги избркаа на клоци. Унгарија е членка на Европска унија и ја применува европската легислатива. А тоа што е запалено полето, тоа е заради тоа што некој незаконски има посејано површини со ГМО материјал. И ги избркаа Монсанто, ГМО, семе од Монсанто веќе Дефинитивно. нема. Значи, вие велите дека во Македонија има ГМО, се одгледува? Не. Не? Во Македонија нема влез на ГМО до сега. Нема. А зошто ми рековте сега дека каде нема? Демек, ако сегде има... Каде не е дозволено? Каде не е дозволено? Значи, во земјите од Европската унија е дозволено ГМО семе, семенски материјал, растителен материјал, посадочен материјал. Па тоа ве сватив дека дозволено е таму, па со тоа и кај нас. Ама дозволено е таму, меѓутоа тоа е толку ригорозно контролирано исто како и нас, заради тоа што нашиот закон, нашата легислатива е исхармонизирана со европската. Што има кај нас од ГМО? Или ништо нема? Ништо не мислам, вака ако може од моја страна, сите што се загрижени и не знам од кои причини претпоставуваат дека има генетски модифицирани организми во Македонија, тоа не е точно. Ни во земјоделие, ни во сточарство. Дефинитивно. Значи, зборувам заради тоа што иако Министерството за животна средина е надлежно, но секоја компанија која што се занимава со тој бизнис, со себе, се регистрира во управата за семе и семенски материјал. Секој увоз на генетски модифицирани организми, семе, пример, мора претходно да се пријави во Министерството за животна средина. Понатаму, тој семенски материјал што ќе биде увезуван предмет на увоз доколку се добие позитивно решение, мора да биде на листата на дозволени генетски модифицирани организми на Европската унија. Значи, не може... Дали треба да биде обележено? Па е обележено. Значи, секое пакување е обележено. Секоја површина што ќе биде засејана, претходно мора да биде пријавена во Министерството за животна средина, мора да биде обележена, мора со табла посебно да биде означена и мора целата површина да биде изолирана од останатите површини. Да нема пристап. Дури во Македонија, законот е мощно прецизен со сите подзаконски акти, има региони и национални паркови, особено, каде што не смее да се внесе ниту едно зрно генетски модифициран организам. Не е дозволено со закон. До сега не е внесено ништо такво. Значи, гарантирам дека не е внесено. Никако семенски материјал? Не може да биде внесено заради тоа што постојат посебни контроли. Никако точен, никако добиток и ништо слично. Не може, заради тоа што мора да биде декларирано во документацијата. Семенскиот материјал е пропратен со посебна декларација, со сертификати. Тие сертификати, односно тој производ семенски, мора да биде на листа на производи кои што се дозволени во Европската унија. Доколку го нема на листата, не може да влезе во Македонија. А за ГМО има такви страшни процедури, значи не може ни да се посее. Зошто има такви страшни процедури, господине министре? Ако е тоа толку добра и напредна работа како што сакаат некои да ни ја продадат, а ние сме насекирани, очигледно дека кога има таква процедура, не е све јасно и така натаму и така натаму. Па добро, има држави во светот како што се Соединетите држави кај што е слободно тоа. Така, таму дури ни храната не се обележува дека е ГМО, така? Да, ама затоа бројот на аутизм е најголем во свет. Бројот на процент на заболениот рак има најголем во светот. Не знаеме дали е тоа од ГМО, ама имаме право да се секираме. Да. Вака, значи, во геномот на семето постојат делови каде што може да се интервенира и во посебни услови да се генетски модифицира тоа семе, за да биде појако, за да издржи во пустиња, за да биде поиздржливо, да биде поплодно.
да биде убаво. Да биде убаво да и така биде жолто, натаму. црвено и така натаму. Ета, и Ама за не да биде такви вкусно. работи. Ама тоа не знаеме дали ќе е добро по нашето здравје. Луѓето сериозно сметаат дека тоа може да предизвикува сериозни последици по здравјето. Не можам да тврдам дали е позитивно или негативно, Така. но знам дека опасност од таков вид на производи во Македонија нема, заради тоа што нема добиено до сега барање за нешто такво. Ми разјаснивте, ќе ве држам за вашиот збор и ќе ви верувам на авторитет како представник на влада на Република Македонија дека нема засадено, дека државата не прави никакви тајни увози на генетски модифицирана добиток, не знам, семе и слично. И тука да завршиме. Океј. Значи, пред да Одиме... емисијата предпоставав дека ќе има прашање на ова. Да. За ова јас имав контакти со колегите од Министерството за животна средина, ги добив сите материјали потребни. Сакав јас да бидам убеден во тоа што ќе го кажувам како одговор. Во благодарам за одговорот и малце сум помирен сега. Следното прашање ми е. Ние имаме тенденција, нели, како држава, имаме стратегија да влеземе во Европската Унија. Оно што го прочитав сега на хрватите што им се случува е тоа дека мораат сега откако влегоа во Европската Унија да користат исклучиво сорти, семенски материјал пропишан по правилата на Европската Унија. Дали е тоа, го прочитав ова на страница на хрватски вестник. Ме интересира. Дали ние идеме кон таа тенденција да ги изгубиме автохтоните сорти? Дали еден ден, ако и влеземе во Европската Унија, ќе ги изгубиме, ќе бидат... се смешкате ова... Благодарам на прашањето. Мислам да не помислат гледачите дека Добро. сме се разговарали. Значи, ова е многу добро прашање. Да. Заради тоа што јас имав разговори со мојот хрватски Ја, колега. например, не можам да си го замислам животот без вардарскиот јаболчар. Јас живеам за август месец, Да. бидејќи у август месец живеам само на тој розов јаболчар. Или за пелагониска банана таму, за пиперка нешто е, или за светениковска, не знам каква пиперка Или таму. нели таа куртовска капија, како се да, вика, да. што правиме ајвар, без тоа животот што Или за што ќе ни е охридска живот треша, ако ги немаме тие. Или за грозде станушина, или за... Има, значи, традиционални автохтони. Значи, стои во правилата дека во Хрватска, дури и во собствените бавчи за лично одгледување, луѓето ќе бидат казнувани ако ги користат сортите кои не се пропишани според правилата на Европската Унија. Повелете. Благодарам. Значи, многу добро прашање, актуелно. Посебна драма се случува во Хрватска со сето ова, но не е така. За среќа, а може да биде многу лесно. Пред малку го спомна Монсанто. Монсанто, Пайонир, Сидженти и така натаму се огромни компании кои што меѓу другото произведуваат семенски материјал, препарати за заштита на производи, ѓубрива и така натаму. Бизнисот не е во семето, бизнисот е во хемијата. Но ако се изработи и произведе хибридно семе, тоа треба да биде соодветно третирано од препарати заштитни. Значи, јас семето го продавам за да можам многу полесно да го продавам препаратот. Сега ќе ги укинам сите автохтони сорти на семе, заради тоа што ќе ги условам сите да купуваат од моето семе. Хибридно. Ако ќе го купат тоа, кој што еднаш годишно го користат, другата година повторно, ќе мора да го купат и препаратот кој што е најефикасен за неговото третирање, за да имаме успешен, квалитетен род и така Тоа е натаму. филозофијата на компанијата или? Аха, И добро. тоа е филозофијата на политиката која што се спроведува. Но, има поднесено... На компанијата или на политиката на Европската Унија? До сега, сега ќе го обяснам и тоа. Значи, ова е политика на компаниите. Тоа се огромни мултинационални компании. Сосема ми е Знаеме јасно. Што е? Но многу полесно човек може да се бори со компанија одошто да се бори со правилата на една Европска Унија, нели? Па, ја патем да прашам афлатоксинот туку така се случи? Со млекото? Кажете. Па, исто кој што... Кажете, објасните го. Објасните го вему. Не, добро, тоа е значи интерес на големи компании од млечната индустрија, кои што во еден одреден период секоја држава која што пристапува ја гледа како пазар на потрошувач. Добро.
И она што ја има таму како ресурс треба да се отстрани за да се влезе со собствено производство. Што се случи со афлатоксин? Па добро е тоа што сите регионални министри афлатоксин се добро изорганизиравме и одлично го изменаџиравме целиот процес и проблемот го отстранивме. Ама што се случи? Што се случи во суштина? Смеете ли да го зборите? Тоа е јавно. Па не, млеко има и хрватско производство, и српско, и босанско, и македонско, фала Богу македонско. Зошто имаше кај нив, а кај нас нема? Па добро реагиравме ние. И спречиме било каков влез. Што таа сточна храна нема Има, меѓутоа во тоа ја Македонија? оставивме на страна. Аха, така. Затоа што Не стигна до нашата стока. не стигна заради тоа што вршиме ригорозни контроли. И сега вршиме. Може да се лути кој колку сака, но ние сме тука да го заштитиме нашиот граѓанин. Добро. Заради неговото здравје. Добро. Тоа се прави на граница. Добро. Сега, да се враќаме враќаме за на Семенскиот материјал. И големите мултинационални компании го имаат својот интерес преку правилникот кој што е предложен пред 2-3 недели, ама само предложен, Добро. не е усвоен, треба процедура. Окей. И тој ако се усвои, можеби ќе бидат потребни отприлика 2 години. Добро. За 2 години се што може да се случи. Но тоа е, како да кажам, еден генератор на стравот во Хрватска. Заради тоа што не е едноставно да имате, например, грозје плавац Добро. и утре да ви речат ова нема да го имате. Па сигурно затоа што 5 години ќе му треба додека израсне да почне да раѓа. Да. Ама ние збориме за домати, ние збориме за пиперки, ние збориме за примерот. Да. Примерот, значи, еве колку карактеристично подраматично е за гроздје. Секако, да. Јас се слагам дека треба нови сорти, добри сорти, некоја француска, италијанска сорта да донесеш, зошто да не за врвно вино кое ќе можеш не 20, туку 120 евра да го продаваш. Тоа е во ред, нели? Ама дури го засадиш тоа 5 години. Збориме домат. Јанко, и тоа не знам дали ќе биде подобро од нашиот вранец. Мој има ли подобро вино од вранецот? Добро, но на крајот на краиштата, нели, мој избор е сакам Смедеревка да се пијам, така? Тоа е мој избор. Дали ќе ми биде дали нам ќе ни биде дозволено да ги зачуваме тие автохтони сорти? Значи, во Министерството ние имаме посебна политика и дури работен тим Добро. во кој што се вклучени најголемите авторитети во државата во делот на семенскиот материјал, од универзитет во Скопје, од Штип, од Струмица, од институтите исто така, од Министерството, од управите за семе, за фито, од инспекторатот, од Агенцијата за храна и ветерина, од цела влада. И веќе година и пол, можеби 2 години, работиме интензивно на проектот за зачувување на автохтоните сорти македонски, но и за производство на сертифициран семенски материјал од автохтони македонски земјоделски производи. Супер. Дали ако влеземе во Европска унија ќе ни речат све убаво што сте го донеле тоа, прилагодете го со нашата регулатива. Не ви важи. Нашата регулатива е 95% прилагодена на европската во овој момент. Затоа и Министерството... Значи, европската регулатива не ги исклучува домашните автохтони сорти? Дури и во овој момент не потикнува агресивно да ги заштитиме. Значи, ова што ви го постави прашањево е некоја параноја која се јавува во овој момент? Тоа е параноја која што може да биде реално заради тоа што таков предлог е веќе доставен до Европска комисија. Значи има тенденција овие компании да го наметнат како такво нешто може да се случи. Предлогот е. Можеме ли ние како држава со вакви уредби да ги заштитиме нашите автохтони сорти? Еве, ми рековте, ми кажавте што правите за тоа. Но и утре да дојде нешто, сепак да остане оваа уредба над сите други уредби кои утре би дошле. Па ја лично не посакам да се донесе таа уредба, прво, а второ ќе направиме се за да ги заштитиме нашите. Па, Јанко, ние имаме ген банки. Еве сега не е тоа ГМО ген банки, значи во кои што нашите семења ги чуваме да не изумрат. Па мислам дека и во скандинавските земји, планетава земја, основните нели семенски материјали на првиот компир на тие да се чува за да не се изгуби, бидејќи тоа е клучно за здравјето за луѓето. Нашето македонско заради тоа што тие автохтони сорти се даваат најдобар род на овие простори заради тоа што сте изворни тука најдобро успеваат, даваат најдобар род. И ние највкусни се. Значи нема било Има една филозофија на живење дека ние што сме растели нашите предци со тие сорти,
дека имаме една симбиотичка врска, дека е тоа изворот на нашето здравје. И ова мислам дека можеби ако не е научно и медицински докажано, е многу близко до здравиот разум. Секој нормален научник ќе го поддржи едно вакво размислување. Секако. Мислам би требало да имате и вие како влада сенс за ова. Како не, ние кога започнавме проектот, фактички отворивме простор голем како еден океан. Семето, тоа е огромна материја. Тоа не е играчка. Тоа е суштината на земјоделството. Затоа во субвенциите дополнителни имаме воведено субвенции за секој земјоделец што ќе користи сертифициран семенски материјал. Тоа не значи генетски модифициран. Сертифициран семенски материјал, значи да е тоа од автохтоните сорти изворниот материјал кој што ќе даде најдобар род и најдобар. Мислам дека со вашето излагање прво мене ми дадовте лично спокој. Не дека ќе легнам и да спијам на тоа, човек треба да е буден, затоа што нели големите компании си работат. Нам ни останува како граѓани да се внимаваме и на внес на генетски модифицирана храна, бидејќи мора тоа да биде обележено, нели? Американската во Америка она што е храна, не знам, чоколади, несквик или слични такви работи, тие не се обележени, а содржат генетски модифицирани храни и елементи и така натаму. Една информација за храната, максимум може да содржи 0,9% генетски модифицирано според нашиот закон. Да, па толку треба и еден рак да те фати 0,9%, па метастази. За среќа пак не е влезено ништо од такво производство. Да се надевам, излегоа некој за, например, за компанијата Несле се појавија и така натаму, ја и утре ќе ги дебатирам, ќе видам, секако тоа е доста интересна тема. Господин министре, неколку прашања од гледачите, па кратка пауза, мораме да идеме за вториот блок. Имаше едно прашање, стигна, што се случува со ресенското јаболко? Предпоставам дека преспанското јаболко, вика ќе биде проблем откупи цена на ајдаретот. Да. И така натаму. Кажете нешто и воопшто за нашиве јаболка. Треба ли да идеме со некои подобри сорти, имаме ли подобри сорти и треба да се задржиме? Не, јас знам дека не е све, ако е автохтоно дека и се добро, нели? Сакаме ние во маркет да купиме нешто убаво, квалитетно, здраво и така натаму и така натаму. Иако нели, тетовско јаболче малецко убаво црвено тоа сладко. за жал го немаме. И тоа мораме да го сочуваме. Значи, Македонија произведува отприлика 100-120 тони. Од 90 Што сум засадил у двор, Охридска цреша. Добро. Годинава прв пат ми роди. Ама нешто поубаво нема, Охридска цреша. Нека ми дојде, нека проба некоја Европа да ми корне черешината. Значи, кажете. Имаме неповолна структура на сортиментот на јаболката во ресен. Сега што значи тоа? Разни сорти или неквалитетни или овака, значи прво за жал ние немаме доволно производство на круши. Ја тоа често пати сум го кажал, меѓутоа тоа е вистината и круши. Па ние во изуме круши немаме доволно производство. Па викаат нешто фаќало магија од крушите, нешто уроци. Во Преспанскиот регион своевремено добри 30% од сите садници биле со круши. Тие се исечени и заменети со јаболка. Зошто ни недостасуваат? Кој ги бара? Пазарот? Пазарот ги бара. Значи, ние имаме многу мало производство и најголем дел од крушите ги увезуваме. За несреќа. Јаболката ги произведуваме, значи, како што кажам, до 120.000 тони, од кои што 90.000 тони се во Преспанскиот регион, кај што имаме следна структура на асортиментот. 60% од тие, од сите јаболкови насади се со ајдарет, се извинувам, 70%, а останатите 30% се златен делишес, црвен делишес, мусо и уште една или две сорти. И зашто по маркетиве толку е присутно тоа странско јаболко, увоз од странство и така натаму? Зошто нема такви сорти кај нас? Што е? Треба да се сменат сортите? Традиција на одгледувањето и ајдаретот е јаболко кој што не е многу застапено на пазарите од европските држави. Добро. Ама во микроклиматските услови во Преспа па му одговара да добием посебен вкус и боја
сочност, блажина, ускладено со киселината и да биде атрактивно, да речем. Ама тој ајдарет во Полска исто го има и на место како што сега на 120.000 тони, во Полска се 3 милиони тони. А секогаш кој ќе се случат... Што е со проблемот сега со откупот на... Секогаш кој ќе се случат големи временски неприлики во Полска со големи студови, кој ќе има оштетување на јаболката, тогаш профитираме ние. Заради тоа што полесно можеме да го продаваме нашето јаболко. Проблем нема. Значи, проблемот е во тоа што јаболкото нема константна во продавањето. Значи, постојана цена. Можете ли тоа да го регулирате како со тутунот? Не може, тутунот е стратешка роба и на исти начин во сите држави се Ај кратко да ве прашам. Добро, а кратко да ве прашам. Дали е тогаш попаметно производителите на јаболка да засадат нови сорти или потребна е друга имаме стратегија? заинтересирани компании кои што во близината на ресен најавија интерес дека ќе го дефинитивно започнат, дај Боже, со изградбата на откупниот центар, со кои што ќе ги врземе сите овие производители, заради тоа што на поедноставен начин во соработка со турски компании кои што до сега ни излегуваа пресед да ги продаваме нашите јаболка надвор во арапскиот свет, па и преку оваа компанија да можеме на полесен начин да ги продаваме. Инаку, мислам дека самите звеновци треба да донесат одлука, дали ќе се задржат на Ајдарет, дали ќе идат на Грини Смит, на Пинк Леди, на сите овие нови атрактивни сорти. Вие што би им советувале како министерство? Не би можел да се ставам во таква ситуација. Така, затоа што треба на пазар, како ќе помине, тоа не се знае. Затоа што ќе ме земат за збор, па ќе треба да им го откупуваме јаболкото. Така. Значи, сепак како стоиме, например, со производство на праски? Имаме ли ние поднебие за праски? Имаме. Рековте, недостасуваат круши. Да. Навистина зачудувачки Македонија за круши да недостасуваат. Како е со праски, кајси, мислам овощарството воопшто? Нашето производство на праски не е доволно да го задоволиме еден дел од пазарот на Руската Федерација. Значи, најголем дел од производството на праски не оди надвор, во Русија. И зошто не се зголемуваат површините? Се зголемуваат. Субвенционирано е? Да. Добро. Кој крај е вака најпогоден? Росоман најмногу, теквешијата, да. И се зголемуваат? Задоволни сте? Имаме добри компании. Која сорти? Има неколку сорти, зависи сега пазарот кај што ги се. Да посатам јака во двор. Да, добро. Има 2-3 сорти, особено ги сака рускиот пазар овие раните праски, помалите, поситните, не знам зошто. Тие ќелавите? Не, тие се нектарините. Нектарините покасно доаѓаат. Аха. Да. Овие се првите поситни плодови кои што еве веќе сега би требало да заминат за Русија. И прашањево пред да идеме со рекламите. Ме интересира за козарството. Фасциниран сум во последно време, почнувајќи од колегата Миленко Неделковски, кој овдека 2 часа разговаравме за козарство емисија. Фасциниран сум од сето тоа, пробав и од неговото козјо сирење, а гледам по маркетите и многу застапено од разни задруги, помали, поголеми и така натаму и така натаму. Она што сум го имал како перцепција за козјо сирење, тежок мирис, тежок вкус и така натаму, дури и кашкавал има на пазарот, су фасциниран од квалитетот. Секако дознав малце и прочепкав дека се работи за нова сорта алпинки кои не биле толку присутни и така натаму, и колку се податни овие животни, колку многу даваат, колку се издашни во давањето на млеко и така натаму. Па ме интересира. Козарството, дали има иднина? Зошто не се развива? Дали е тоа наша одлука? Зошто имаме ние со овчарството на вистина многу овци и така натаму, а секоја година со тие јагниња пусти проблем има. Може ли малце да ми објасните околу тоа и имаме ли некаква стратегија? Значи, особено внимававме на овчарството во овој период. 2006 година, тоа не сека да го признаат одредени политичари, меѓутоа ние затекнаме ситуација од 450.000 грла овци. А пред 30 години имало 2 милиони овци во Македонија.
Се има 2 милиона овци у Македонија и 450.000 овци. Си извинеш, малку не шега, добро. Сега имаме воведено систем на ушни маркечки во кој што буквално секој јагне го евидентираме. Така, знам, и серверот уште. Сега е 778.000. Кога е донесен секое грло, стока е обележано, не можеш да го пренесеш од точка А до точка Б. Фасцинантно е тоа како државата го решила, не можеш стока да ја шеташ, да ја ставиш у камион и да ја однесеш на друго место, туку така све се следи и така. Тоа е изворедно. Со тоа се заштитуваме од шап, од лигавка, све ми е познато. Немаме ли такви болести? Не, така. Значи, прво го зголемивме стадото на овци, за добра цифра за релативно краток период. Но сепак тоа не е доволно, заради тоа што треба да го интензивираме одгледувањето на овците. Кај нас царството речиси да не постоеше. Токму со воведувањето на субвенциите, ние ги изголемивме одгледувачите, односно се зголеми бројот на одгледувачите на козите и на крилата кои што се одгледуваат. Од секоја година на година тој бројот е во нагорна линија. Значи, ние имаме далеко помалку кози во Македонија отколку што се овците, некаде околу 120.000 грла, меѓутоа своевремено па немавме ни пола од тоа, ни приближно. Чичко Лазо ги среди на времето. Сакам да... колку имаме овци сега? 778.000 грла. Што е стратегијата? До која бројка ние треба да дојдеме? Па своевремено велат дека имало 2 милиони. Добро. Меѓутоа, ние сигурно испод милион грла не треба да бидеме. Така. И до кога мислите дека можеме да ја постигнеме оваа цифра? Па ние воведоме дополнителни субвенции за задржување на женско јагне. Значи, нас не треба репродукторно. Како да кажем, да се размножува стадото и од тие причини ги изголемивме субвенциите за задржано женско јагне. Да не биде значи, пласирано на пазарите како заради тоа што следната година ќе има принова од тоа јагне, од тие причини. Сакаме да се за пократко време да се зголеми стадото. И во тоа успеаме затоа што таа мерка беше добра. Е добра, се уште во... А за козите, рековте сосема мала бројка, што е планот, колку е некој оптимум кој би требало државата да го има? Значи, не можеме ние со сила да влијаеме, да ги натераме. Но има ли Министерството некоја представа што би требало да биде? Нели го субвенционирате? Па мислам дека оваа бројка е плафонот на 150.000. 120 до 150.000 грла, тоа е плафонот. Заради тоа што ги спомна овие алпине кози, тоа се прекрасни животни на вистина. Многу благородни заради тоа што и трошат, но и возвраќаат со квалитетно млеко, од кој што може да се прават и млечни производи и така натаму. Дополнително ние па и за козето млеко обезбедуваме субвенции од 3 денари, како и за... Трагично е што уште кај нас не се продава козје млеко. Купуваме некој збрегов 120 денари, литро е и така натаму. Па треба со тоа да се занимаваат овие наши млечни индустрии, односно компаниите. Да напоменам дека пред известно време започна со редовна работа и Балканската млекара. И дека сега ќе бидат променети сите ситуации во тој дел. Режија, на брзинка реклами, враќате се во студио. Зајдовме со министерот, ама има уште интересни прашања. Веднаш продолжуваме, одиме со прашања. Би ти предложил сега замоли го прашај го министерот како се следи, контролира. Дали концесионерите земени под концесии, земјоделски површини ги користат за соодветна намена, земјоделие, градинарство, појоделство, шумарство и така натаму. Или пак само ќе ги лапнат под концесии, ќе ги стават како своји пашалуци неколку години без да ги чепнат, што би рекле ќе ги претворат во пустели, а потоа ќе чекаат момент државата да им подари или продаде пошто затоа. И друго прашај го, дали е добро право на откуп на државно земјоделски површини да се даде на луѓе кои досега не се бавеле со земјоделие и имаат желба за ова? Да. Државното земјоделско земјиште се дава на концесија на 15, односно на 30, односно на 50 години во зависност од културата која што се одгледува. За едногодишни култури до 15, за повеќе годишни култури, значи насади и така натаму, до 30 години, за маслинови насади до 50 години. Секој апликант или концесионер кој што ќе добие државно земјиште во владение е должен секоја година да доставува план за работа.
пошто следи контрола од страна на надлежна институција, во случајот Државен инспекторат за земјоделство. Значи ова што го опишува не може да се случи. Ако Значи он не може да си накриви капата и ништо да не работи на земјиштето. Значи, си тој инспектор Толку би требаше. Готово. Тоа е. Субвенции неисплатени. За тутунарите еден се жали, напишал дека кога ќе му било доисплатени. Тоа е значи редок случај, ја прво не знам дали воопшто му е исплатено, ако се жали, ако не му е доисплатено, прво да се провери треба во сметката. Значи тоа е единствен случај, не е нешто дека зборува во име на тутунарите. Не. Добро? Или не му е воопшто исплатено, тогаш има навистина некој проблем со документацијата, а ако не му е доисплатено, ќе треба да се провери. Нека се јави потрашна единица и лично јас се ангажирам да го проверам случајот. Субвенции за лозарите дали се исплатени? Да. Вели, зошто субвенциите на лозарите не се доисплатени? Не, сега и тоа ќе, значи, исплатени се за двете мерки, и за единица површина, и за односно стари лозови насади, и за оние 2 денари предадено грозје во винарски визби. Евентуално може да има некој проблем околу сметката, лесно може да се провери тоа, значи земјоделецот може да се обрати во потрашна единица, во негово име ќе проверат во платежната агенција каде е проблемот и дали навистина има проблем. Еднаш веќе говоревме за семенски материјал, слично прашање. Јанко праше го министерот дали имаат намера да создадат посебен фонд за зачувување на старите сорти добиток, како што се праменката, бушата, магарињата, црните овци. Имаат ли намера да ги зачуваат, да се зачува биодиверзитетот или само на зборови ќе остане? Кој има контролата над ветеринарните станици да не измислуваат лажни вакцинирања на добиток и заплашување со субвенции? Добро. Значи, во делот на проектите кои што ги реализираме, во соработка со Европската Унија е токму заштитата на автохтоните сорти на говеда на бушата, конкретно, ќе зборувам. Значи, сега Брисел е тој кој што соработува со нас во нивна заштита. Значи, потврдно одговарам на прашањето, водиме сметка за тие автохтони сорти, иако бушата не е баш многу, да речам, за пофалба, заради тоа што повеќе троши од колку што дава, но како говедо кој што е карактеристично за овие простори, ние сме обврзани да го заштитиме од изумирање. Кога спомнавме Монсанто, Монсанто не произведува само генетски модифицирана семе, семенски материјал, туку има и хибридни сорти, така? Да. Затоа што има една струмичка компанија, ние во ред сега да ја спомнуваме, која е на мета сега на социјалните мрежи дека продава ГМО семе. Значи сепак се работи дека продава хибридно семе. Ако е ГМО семе, тоа не е дозволено и мора да биде под контрола, така? Под контрола е секое семе. Секое семе. Секое семе. Особено ГМО семето заради тоа што повеќе институции се А во моментов никој не продава ГМО семе во Македонија. Никој не е ни регистриран, нити најавил увоз за било каков ГМО производ, а најмалку за ГМО семе. Ве молам да бидеме коректни кон компанијата. Значи, окей, спрема ово што го кажува министерот. Одиме други прашања. Зошто не го форсирате органското производство и како е станот? Како не го форсираме? Добро. Ние сме најнапред отидената развиената земја во делот на органското производство од сите земји во регионот. Пред неколку дена имавме заедничка влада со владата на Република Србија, во која што страна на министрот за земјоделство на Република Србија беше побарано помош од страна на нашите служби, кон нивните служби околу хармонизацијата на легислативата во Србија со нашата, околу издавањето на сертификатите, полесниот проток на производи, наши и нивни, дали на едниот, дали на другиот пазар, односно заеднички настап на трети пазар. Дали ориенталниот тутун кој се одгледува кај нас веќе не е баран на пазарот? Оваа година мислиме дека ќе има околу 30 милиони килограми, што споредено со Побарување или производство? Производство на ориентален тутун, лани имавме 26, оваа година треба да имаме 30 милиони. А барањето на пазарот како? Огромно. Големи. Значи не е точно Игор Николовски што напишал дека кај нас веќе не е баран на пазарот. Дали е одредена најниската цена на пченицата? Можете скоро ќе треба да одржиме следната недела во Битола состанок со двете страни. Ние сме медијатори. Една страна произведувачи на пшеница, од друга страна млинско-пекарски сектор,
Вчера можете ми е драго што имаше ново конститутивен состанок во Стопанската комора и својот состав на луѓе ќе седнеме во битла, ќе да се договориме за цената на пченицата која што не би требало да отстапува од висината од минатата година. Колку беше минатата? 15 денари, 14 по 15. Ќе ми текли дека беше некогаш и 37 денари. Добро. Добро, малку стратегија ова. Има една проценки дека во светов цената на храната, ова би требало луѓе веќе да размислат со што да се занимаваат, нели? Некој си сладкарница, некој ќе земе бонсек во рака, некој се мисли што да почне бизнис. Дека во наредниве години, 10 години во светот цената на храната на глобално ниво ќе порасне за 40%. Точно ли е ова и може ли ние да градиме веќе стратегија не само како држава, туку и ние како поединци во што би вложувале, каде би се развивале и така? Дефинитивно. Значи тоа се проценките на ФАО. Најсериозната институција, најповиканата во свет за храната. Во следните до 10 години трендот на движењето на цените е дека тие ќе бидат зголемувани до 40%. Оттаму Јанко, пред месец дена имаше состанок на земјите членки на ЦЕФТА, односно на ЦЕИ, каде што меѓу другото беше разговарано дека сите високо развиени земјоделски држави членки на Европската унија мораат до 2050 година да го зголемат своето земјоделско производство за 100%. Земјите кои што не се членки, како што во случајот Македонија, треба да го зголемат во следните 37 години за 70%. Значи, популацијата на планетата секој ден се зголемува. Површините земјоделски кои што се обработуваат се намалуваат. Мора да се работи на зголемување на приносите и на зголемување на вкупното производство на земјоделски производи, а после тоа и на храна. И едноставно, храната ќе биде многу скапа работа, многу битна работа. Кој има храна, тој ќе биде независен, тој ќе биде слободен, тој ќе може... И водата за пиење. И водата за пиење. Апсолутно. Затоа, уште еднаш ќе повторам, иднината на Македонија е во што по-големото развијање на земјоделството. Источарство. Источарството секако. Градинарски култури, овошни култури, преработувачки сектор, сточарство, производство на млечни производи. Се до тоа ние го имаме овде, имаме добра почва, добро сонце, убав воздух, добри земјоделци. Не можеме да се жалиме на земјоделците, трудолюбиви и добри услови да можеме да имаме навистина квалитетно производство. Ние би сакале да биде тоа што поголемо. Значи, луѓе во што имаат земја подобро да не ја продаваат и да идат во град, туку да почнат да ја оплодуваат, сигурно повеќе ќе заработат од што бутајки се во администрација. Дефинитивно. Бидејќи, нели, кај нас како се испраќа еден студент, нели? Студирај за да не работиш ништо, да се работи државно, да имаш некој си 300-400 евра плата и ништо да не работиш цел живот. А ако работи на земја, ќе има 10 пати повеќе. Дали е работата потешка? Понекогаш живот се губел, нели? Животот на селанецот некогаш бил краткотраен заради претешките услови, заради болести, заради временските неприлики и така натаму знаел и да гладува. Денеска мислите ли дека се подобро и подобро име на оние што се бават со сточарство и земјоделие? Или се уште е оваа работа за... Тоа е тешка работа, бакотрпна работа, дефинитивно. Физички е тешка работа. Меѓутоа, постојат сега толку модерни средства за обработка на земјата, постојат толку нови методи за обработување на земјата, треба придржување на тие методи. Зборам, народ ке истрпи многу повеќе. Туку има ли кешарица од ова, има ли нешто да бидам господин, да не се шетам со искинати гаќи? Јас најмногу джипови и најубави коли имам видено во земјоделството.
Сега, дали се тие земјоделци, дали се откупувачи, има и такви. Али тука во тој бизнес, Во тој бизнес. Има неправда кон земјоделците, дефинитивно од одредена Што е тоа категорија што треба да има неправда, што неправда од кој аспект? Дери кожи би рекол, да си земам за слобода, луѓе кои што не го почитуваат трудот на земјоделците, кои што сакат да ги покрадат преку ниската цена за квалитетен производ. Може ли тука државата да помогне? Може сами земјоделците се помогнат ако се здружат. Значи, издружувањето и окрупнувањето е целата работа. Ние сега... Што, повторно да се вратиме на оние комбинати, како што беа на времето, на овој пат со интерес. Ако имам интерес, ако имам чар, ќе влезам. Ако немам чар, што ми гаре? Значи, ќе работам сам. Меѓутоа... Мислите ли ова дека брзо може да се свестат и да се создадат вакви? Ние тераме кампањи во кои што добро би било и ти дали се уклучиш како подршка. Ајде, мене ми е интересно, ова ме фасцинира искрено да кажам. Имаме 5 тима кои што секоја недела сме задолжени од страна на владата да бидеме присутни во селските места каде што ќе се среќаваме со земјоделците, на кои што ќе ми објаснуваме стратегијата за здружување во земјоделски кооперативи или задруги. Па окрупнувањето на земјиштето и така натаму на сите овие проекти. Сакаме да бидеме што поблиску до земјоделците, на поедноставен начин да го објасниме ова, да си го препознаат интересот, ништо на сила не работиме. Интересот ако си го препознаат, ако мислат дека ќе заработат повеќе, слободно да се здружат. А ние гарантираме дека во тоа ќе ги поддржиме и со конкретни финансиски средства, затоа што многу средства одвојуваме во тој дел. И да не заборам да кажам дека паралелно со сите овие проекти што ги водиме, започнуваме да реализираме голем проект во проширување на системот за надување во Република Македонија. Македонија, не сме свесни, меѓутоа е сериозно изложена на последици на климатските промени. Во соработка со Светска банка дефинирани се 3 региони во државата кои што се најкритични. За жал Пелагонија, за жал од Тиквешијата надоле до Гевгелија и дел од Струмичко и добар дел од Козјачкиот регион, Кумановско, Кривопаланешко, Кратовско. Значи, екстрено високи температури во летните месеци, долги периоди на суши, нагли обилни врнежи, создавање на бујици и правење штета на земјоделските производи. Зимно време па обратна ситуација. Добро. Од излагањето на почитуваниот министер за земјоделие можам да заклучам дека леќата од Канада, сусамото од Швајцарија, зачините од Индија и Кина и икс други работи се сосема исправни, нели? Дали владата на Република Македонија поттикнува производство на овие култури во Република Македонија, ако се знае дека порано сето ова во Македонија се произведуваше? Зошто во Македонија не се субвенционира садењето на памук и одгледувањето на свилена буба кои порано беа доходовна гранка и голем поттик за нашите текстилни фабрики? Добро, ова со дефинирано тоа во програмата. Ова со свилената буба е, мислам, веќе и малите деца знаат зошто не се одгледува. Смешно е веќе да се враќаме ова. Има предвидена мерка, има само еден производител на памук во Штипско. Добро работи човекот. Значи, било која култура што ја спомена, што ја прочита, е веќе влезена во програмата за која што е предвидена мерка за субвенција. Рибариве од Слатинско езеро. Да. Аман за аман. Што може да им се помогне на луѓето? Значи, треба да добиеме согласност од Хидробиолошки завод за соодветна дислокација на рибното јато, каде што би може да го сместат, се додека не се санира ситуацијата со браната. Ама водава им е 9 метри повлечена, веќе е пред катастрофа. А има нешто... Тоа треба деновија да се реши, мислам, или денеска или утре. Никола Димитров вели дека не е точно, дека мерката од 2 денари за килограм грозија на никого досега не е исплатена. Он вели дека никому не е исплатена. Ја велам дека е започнато со исплатата, не можам да тврдам дека на сите им исплатена. Добро, и имаше едно прашање, која е постапката за сертифицирање или како го напише, се извинувам, сега ми треба време само да го најдам, не можам сите прашања. Ја ве замолив во текот на емисијата да ги поставите прашања, вие во последен момент наваливте, така да жалам. Од почеток ве замолив на време за да можам да ги поставам. Веќе сме на крај на емисијата. Туку
Зошто не се исплатени сите субвенции за пчеларство? Одговорите ми додека ова. Па реков 36 све ќе биде исплатено. Министерот не одговори прецизно во однос на 0,9% на дозволено ГМО во производство и семето. Дали тие 0,9% се предлог за усвојување во комисијата НЕУ или веќе се дозволени? Не, 0,9% тоа е содржина на ГМО во прехранбен производ. А семето не може да биде у проценти, тоа е или е ГМО или не е ГМО. Добро, која е постапката, последно прашање, која е постапката за сертифицирање на автохтоно семе старо преку 100 години? Го замолувам министерот да објасни. Тоа е... Значи, тоа не може сам да дојде земјоделец да го сертифицира. Постат опитни полиња и демонстрациони полиња на кои што се испитува сето тоа. Постои управа за семе и семенски материјал, кој што тоа го верификува посебна комисија составена од најугледните професори во државата, кои што даваат согласност за сертифицирање. Значи, човеков сака да сертифицира ретки се тие луѓе, би го замолил да повели во министерството во било кое време. Лично нека ме побара мене, нека се повика на оваа емисија и јас со задоволство би сакал да го примам заради тоа што повторно ќе напоменам исклучително внимание посветуваме на семенскиот материјал. Можам ли да ве замолам на овие неодговорени прашања кои се поставени на мојот Facebook, не лично прашањата, кога ми ги праќате во инбокс, тоа само јас можам да ги прочитам. Ако сакате министерот да ги види или некој од министерството, дали ќе имате можност да ги погледнете на мојот Facebook профил, па да им одговорите на дали посебно и така натаму и така натаму, бидејќи не одговоривме на сите прашања. Значи, поставете ги прашањата на мојот Facebook профил, каде што е најавата за гостувањето на министерот и еве ќе ви биде одговорено на ваков или онаков Значи во најкраток можен период ќе добијат одговор на сите поставени. Многу ви благодарам на исцрпното интервју, многу ми е интересно. Има уште мал милион работи кои би сакал да ве потпрашам. Да, 2 часа разговараме. Многу работи има, бидејќи мислам дека се согласувам со вас. Шумарството не офативме, водостопанството. Мислам дека вашето министерство е клучното за развој на оваа држава и за нашата благосостојба воопшто на граѓаните. Ние го перцепирале тоа или не, ние уште мислиме дека вработувањето во државата и Министерството за финансии е клучната работа. Не, додека ние не си произведеме и направиме, никој нема да ни даде. Додека таа свест не почнеме да ја всадиме. Кажавте оптимистички работи. И 50% да ви фрламе дека си се фалите и така натаму, претерано е, све сте направиле и така натаму, не е идеална ситуацијата. 50% да ви одземам. Јас сум задоволен од патот кон кој се иде. И се надевам дека наскоро повторно ќе се видиме во студио. Со најголемо задоволство. Благодарам за поканата уште еднаш. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.